луѓе кои што ја движат промената, инспиративни приказни за трансформација и за јакнување. Проектот е на лице в лице и ни го прикажува во детали Маја Раванска, нашиот соговорник денеска. Добро утро. Добро утро, Јована. Добро утро до гледачите. Ајде да прикажеме приказни кои што пред се ќе бидат инспирација, дека трансформацијата е возможна доколку се сака, се има волја се разбира. Нов серијал е тој на лице в лице, кој што ќе имаат можност гледачите да го погледнат во рамките на Македонија на утро. Еден само од тие приказни гледаат денеска и во наредниот период останатите. Како вие ќе ни го представите овој серијал? Зашто станува збор? Прво благодарам за можности за оваа убава соработка со јавниот сервис во нашата земја. Лице в лице е платформа за одржлив развој и нашите содржини во рамки на платформата имаме медиум. Нашите содржини се различни од она што можеме да го видиме на мејнстрим медиумската сцена во земјава. Зборуваме за луѓе кои што се биле останати на маргините на нашето општество поради неколку причини, дали системски пропусти, дали лични трагедии, значи имале проблеми во животот. Меѓутоа, нашиот пристап е ние да се фокусираме на оние добри, позитивни работи кои што тие можат да ги прават и кои што ги направиле за да го подобрат својот живот, не чекајќи некој однадвор да заврши работа за нив. Магичното стапче не го чекале, да. Тоа е клучното на кое што се фокусираат овие приказни воопшто пристапот на лице в лице. Трансформацијата и одговорноста за личниот живот е индивидуална на секој од нас. Што беше најголемиот предизвик со кој што се соочи? Големи предизвици за сега немаме се уште, морам да кажам. Можеби предизвикот беше краткиот временски период во кој што ние сето тоа треба да го направиме. Се работи за доста мал тим, одеднаш требаше да порасне тимот, да се вклучат многу дигитални луѓе кои што имаат дигитални вештини, затоа што работиме и анимација, работиме и фотостории, не се само видео приказните. И мораше целиот тој голем тим да се усклади, да кажам, во работата на стандардната работа на лице в лице. Поголеми предизвици за наша среќа до сега немаше. И да немате. Каква порака испраќате на општеството со овие приказни, со споделување на истите? Пораката главна е дека секој човек може, доколку му се дадат соодветни шанси, и дека секогаш треба да гледаме во капацитетите на луѓето, наместо во тоа што тие не можат да го направат или наместо во нивната ранливост. Да, ранливостите треба да ни се видливи, треба да работиме на тоа да можеме да ги унапредиме состојбите за најранливите луѓе во нашата земја. Меѓутоа, гледаме дека секогаш кога се зборува за ранливоста, се зборува низ таа призма дека тие луѓе треба некој нешто да им даде, дека тие не можат да прават, дека тие не се способни самите да направат нешто подобро. И па не, овие приказни се контрапункт на таквите мислења. Кажуваме дека доколку се соодветно поддржани, доколку навистина се впери довербата во тоа, во нивните капацитети, во тоа колку тие можат да направат, добиваме зајакнати луѓе кои што и така можат да раскажуваат приказни на промена и да не инспирираат. А какви приказни се ќе погледнеме? Тоа се животни приказни. Да, се работи за животни приказни. Дел од приказните се од нашето 14 годишно искуство како лице в лице, како платформа за одржлив развој. Дел од луѓето поминале низ наши процеси како социјалното менторството за работна интеграција, значи се работи за луѓе кои што имале предизвици во поглед на една од сториите е за момче кое што цел живот немало лична документација, било нели меѓу оние лица фантоми, меѓутоа не застанал да го ограничи тој системски пропуст, туку сакал и верувал во своите можности. Понатаму имаме приказни за предизвици со бездомништво. Приказната едната, мислам дека денеска ќе ја видиме таа. Се работи за личност од Војводина, која што освен што има предизвици со бездомништво и со социјална исклученост, гледаме дека тој не е застанал тоа да го ограничи, туку човекот се обидува на вистина да се активира и во многу други општествени сфери, така што тоа е и преведувач, тоа е и поет, тоа е и граѓански активист и застапувач на правата на ромите. Не знам дали да ги набројам, баш има доста. Нека биде само вовед. Нека биде вовед, Нека биде вовед, да.
приказните се пристапни. Што значи тоа? Пристапни приказни значи дека се приказните можат да ги восприемат, да ги видат, да ги слушнат и лица со различност, со различни попречености. Работевме со Асоциацијата за пристапност и инклузија, АПИ од Скопје, со нивните експерти, консултанти кои што знаат како една приказна да ја направат да биде попристапна, односно пристапна за луѓе со различни попречености. И тука не зборуваме само за она нели вообичаено знаковен јазик кога ќе ставиме во видејата, туку имало многу други сегменти кои што прават една приказна да биде пристапна. Ние тоа не го знаевме. Мислевме дека ќе ставиме знаковен јазик и ќе завршиме работа. Меѓутоа така покриваме само една група на граѓани. Видовме дека знаковниот јазик нели не е само тоа што би требало да го има приказната, имајќи предвид дека јавните сервиси во дел од своите програми имаат нели содржини на знаковен јазик, одлучивме да покриеме една друга исто така важна група која што досега не добивала многу шанси. Што значи да се биде зајакнат? Зајакната? Зајакната, да. Според вас. Многу интересно прашање. Зајакнувањето пред се однесува на тоа самите да си ги видиме своите собствени можности. Меѓутоа, многу голямо значење има и кога некој друг ќе не ги истакне тие капацитети, можности, таленти. Јас зајакнувањето лично го гледам како нешто во кое што некој ќе впери прсти и ќе каже: еве, овој човек во ова е најдобар. Кога ќе ви го каже некој на тој начин тоа, дури и самите да сте знаеле дека сте добри во нешто, меѓутоа некој кога ќе ви го каже, кој ќе ви го валидира тоа, добивате една поинаква слика за себе си. Така кога ќе почне тој круг да се шири, се повеќе луѓе да кажуваат што ти можеш наместо што ти не можеш, добивате и самодоверба, меѓутоа добивате и една инспирација која што понатака со поинаква енергија настапувате. Тоа е многу важно. Како ја изградивте довербата за луѓето да ги споделат овие приказни со вас? Да, морам да кажам дека довербата беше клучна, бидејќи лице в лице во овие години работење, некако за среќа ја има довербата од јавноста, ја има довербата од оние кои што се оставени нели велиме на маргините на нашите општества. Ја добивме довербата затоа што знаја дека се чувствува искрениот пристап секогаш кога работиме со луѓе, секогаш знаат кога нешто не е на вистина. Се препознава, се препознава веднаш, така што многу ми е мило на секогаш кога ќе пристапевме на луѓето за да споделиме, да ги направиме приказните, беа со неверојатно позитивен став дека да, супер, баш убаво што го правите ова и навистина многу им значи што ги гледаме од една друга перспектива. Каква промена сакате да видите во нашето општество со ова иницијатива? Да, многу често кажуваме дека лице в лице ја движи промената. Кога зборуваме за промени, промените се некако нели суштински составен дел од нашите животи. Меѓутоа гледаме дека е многу значајно да ги истакнуваме позитивните промени. Како, например, од пред 14 години, кога луѓето кажуваа ова нема да ви успее. Ранливи луѓе да продаваат списанија, нема никогаш да ви успее. Меѓутоа гледаме дека ние верувавме во луѓето, верувавме во нивните вештини и ги поддржавме на соодветен начин. Гледаме дека таа промена денеска и можна е, навистина е можна и се случила. Многу од нашите продавачи на лице в лице веќе не се продавачи на списанието, туку се вработени во некои имаат други нели животни патеки, вработени луѓе со семејства, со изграден став, кариера и така натака. И таа промена е нешто што е многу важно, значи да се вложува во тоа дека луѓето можат доколку им се дадат соодветните можности, капацитети, поддршка и така натака. Па добро, да, поддршката клучна за да може да се развие самодовербата. На секој од нас му треба поддршка. И тоа како? Како ја мерите успешноста на вашата работа? Или токму тие, ми го поттикнувате прашањето со токму тие позитивни приказни се всушност успешноста на вашата работа и поттик за секоја следна иницијатива?
Имаме мерења во однос на квалитативноста на резултатите на работата на лице в лице и освен оние некои проектни активности кои што нели подразбираат дека имаме некаков проект, подразбираат дека треба за тоа да известуваме кон донатори, таму има одредени индикатори, меѓутоа освен тоа паблик како организација лице в лице прави долгорочно мерење на општественото влијание воопшто на нашите иницијативи, меѓутоа и на некои елементи кои што се однесуваат, кои што се важни за одржливиот развој. И тоа мерење морам да кажам дека е пред се квалитативно, значи гледаме многу често и во однесувањата и на нашите нели продавачи и на кругот околу нив, тој систем на поддршка кој што е околу нив, тоа се здруженија на граѓани кои што директно работат со ранливи луѓе, меѓутоа гледаме, мериме и однесувања и иницијативи кои што произлегле во јавноста, инспирирани од тоа што ние сме го направиле. Така што еден доста широк соопфатен елемент кој што е значаен да го имаме, да си видиме што сме направиле. На крајот да испратиме една порака до сите оние кои што им е потребна промена, кои што сакаат да започнат промена, но можеби се двоумат или можеби не го знаат начинот на или чекорите на тоа како да тргнат во таа промена. Јас би рекла само дека, како што ви кажав, секогаш имаме предизвици, важно е да ги видиме и да застанеме гордо спроти нив и да веруваме во себе, а секогаш кога ќе имаме кога ќе видиме дека ни треба поддршка, да ја побараме таа поддршка. Не е срамота да се побара поддршка. Благодарам, Маја, благодарам за издвоеното време и посакувам успешни приказни. И да, вратата ви е отворена и за следните иницијативи и проекти кои што ќе ги правите како лице в лице. Ви благодарам и вам. Да, една од приказните во продолжение ја гледаме, а се разбира серијалот го гледате до крајот на овој месец во рамките на Македонија на утре. Иштван Фаркаш стои на пешачката зона во Нови Сад и го продава списанието Лице улице. Никогаш не извикувам лице улице. Не им приоѓам на луѓето и не им се обраќам директно, туку имам поинакви начини на комуникација. Преку овие надписи. Дури кога тие ќе ми придат, ако сакаат, тогаш започнувам разговор со нив. Иштван Фаркаш го продава уличното списание Лице улице во Нови Сад од 2021 година. Постоењето на улични весници за него е можност и потреба да се посочат различни феномени во општеството. Тој ги продава списанијата на универзитетскиот кампус во Нови Сад. Другите продавачи веројатно би ја ставиле во преден план можноста за заработка, можноста за гола екзистенција. Кај мене таа промена не се случи. Денес живеам во истите тие екзистенцијални услови како и пред да почнам да го продавам списанието. Но главната промена, тоа што добив можност повидливо да го работам она што го правам целиот живот. Токму тоа, укажувањето на негативностите, на негативните појави и можноста на тој начин лично да придонесам за промени. По професија Иштван е педагошки асистент, во моментот е општествен активист, но и писател, актер, ромолог. Пишувам песни и кратка проза, преведувам туги песни од српски на унгарски и обратно, организирам културни настани, на кои му возможувам на луѓето да и се представат на публиката и уште многу други работи. Во Нови Сад сега има 13 продавачи на списанието. Таму Лице улице функционира во рамки на Сдруженијето на граѓани Патрија. Јована Ќојдер. Дефинитивно. Иштван е еден од продавачите кој својата улога не ја доживува само преку продажбата на магазинот, туку на Лице улице гледа како најавен простор во рамките на кој лично може да придонесе во борбата за поправедно и посолидарно општество, како и за различни општествени прашања.
Поголемиот дел од луѓето повторно се враќаат до купат откако еднаш веќе купиле магазин од него. Тие пораки не потикнуваат и инспирираат повторно да размислуваме за различни социјални прашања и за тоа каде е нашата одговорност во ова општество. Еден од слоганите на списанието Лице улице е да бидеме солидарни. За мене, солидарноста не значи да му дадам на некого 1 динар, век на леб или едно кебе со кое ќе се покрие. Бидејќи со тоа можеби му се решава само следната ноќ. Но тоа не е солидарност. Тоа е милостина. Солидарност е да се биде со него во борбата за промена на условите, за да нема потреба за таква помош. Мислам дека го имам тој оптимизам, затоа што токму тоа ми помага од ден на ден да правам нешто. Да не се откажам. Видео серијал на лице в лице за луѓе што ја живеат промената.